Роберто Митев можеби е момчето со најубави жилби, а најнесреќен живот. Роден е и пораснат во селото Павлешенци со соништа кои се топат пред секојдневниот селски кошмар кој го живее со семејството. Сиот живот тој и семејството работеле земјоделие и сточарство, но последните 2 години работите почнале да се движат по надолна линија. Почвата станува неплодна, ја губат социјалната помош. Роберто, сакајќи да донесе денар плюс дома, оди да работи во Скопје. Таму сериозно се разболува. Се разболува и мајката, која освен што добива 2 мозочни удари, го губи и видот на двете очи. Како капак на се, им умира и стоката од која ваделе пари за леб. Денес Роберто и родителите не се во состојба ниту да пливаат во семејните проблеми. Удамна се дават во непредвидливиот хаос кој им го сервира животот. Домашните работи ги извршува таткото, а сите заедно јадат еднолична храна со месеци и се молат да не надојде тешко невреме како она во нивните животи, па да ги затрупаат циглите за секогаш, зашто во оваа стара и дотрајана куќа нема агол и дупка од која не тече кога врне и дува. И знам дека иако Роберто вели дека како е пишано така ќе живее, сепак верувам дека ова момче во некое идно време ќе се избори за место под сонцето, ќе успее еден ден, благодарение на сите нас ќе ги раскажува сегашните тешки времиња како едно лошо миното, кое го победил со многу храброст, ентузијазам и илузии. Денес сме во Цветениколско Павлешенци, село кое што е можеби заборавено од народот и село во кое што нема млади луѓе. Сепак едно момче веќе неколку месеци ни пишува, сакајќи да излезе од агонијата во која што живее со семејството. Станува збор за 25 годишниот Роберто Митев. Добар ден. Оливера, срце на дланка. Јас сум Роберт. Веќе неколку месеци ни пишуваш, сакајќи да го ставиш срцето на дланка. И како што се приближуваме кон ова каде што ти наводиш. Па ете, кујката ни Јасно ми е. спадане веќе. Не се живее, мајка ми не може да ни види. И ја не сум добро со здравието. Што ти се случува тебе, Роберто? Па имам вадено од беритеророви вода имам вадено. И се имам нешто по време и со срцето не ми е како што треба. Не се живее. Тоа е причина поради која што не можеш да работиш? Да. Не сум спремен за физичка работа, не сум. Зошто не викна? Па за помош, ако може некој до народ да има, да помогне. Бром 2 соби да се направи, зашто кујката веќе ке падне. Она веќе почна и да пада, зидове опозади испаднато свето. Испуцани сега зидот е испуцан тука. Тече од сите страни тече. За нигде кај, рошо е. Во колку соби живеете? Па, у една живееме јас, мајка ми, татко ми тука. И таму јас спијам, тука брат ми горе спие. Зашто тука не собира сите. Овдека е претесно, Да. веројатно. Еве, поверете, ке видите. Да, тука има стока чуваме тука. А тука се козите? Да. Само кози чувате? И тие 2 кравчики, кои моја самаради са тие. Од нима не се изведе додек беа старите, но сега им некои све тие работи. Сега како тие старите, нема се живот. Немате приход воопшто? Нема нигде. Нема, само тоа брат ми со зима што направата не се изведе. Па како го поминувате денот и месецот? Па со криза. Како што и кажа по телефон, со криза нема се. Сведно исто се поновuje. Веројатно немате ни избор за јадење, храна. Па нема, не. Еве, мајка ми не види тука. Мајка ти, што и се случува? Да ме го шеќерот. Слуѓаме, викам да не се качи. Па не е добро. Не види. Добар ден. Секери му. Добар ден. Што правите? Ете да пробам шеќер да испитам да не ми се качил. Имате шеќерна болест? Да. Веројатно и ова ви е дополнителен стрес. Да. Ова е најголем стрес, не може да биде. Криза. Овдека се извее. Овде све се врси тој како и копатиро и све едно. Нема се. Кога идеш на високи изнет. Нема се криза. 19.3. Да, качи. Да, качеме од Савари беше 12 со 30 ке 19 со 3. Качува се. Не е добро и он.
Немаше од нигде кад нема Не клима. возата од се качи. Лошо е. Те малку Од сите страни сте Од сите ударени. страни смо откружени со лошо. Нема. Со направата не се живее. Кој работи? Па само брат ми работи. Ја не сум за физичка работа, не сум. Не сум добар. Како што и кажа, тој докторот ми кажа, до 2 години не смем да работам физичка работа. Па саки и со срцето некој по време ми скочи. И то лошо е. Што би ти било најголемата жилба? Па големата жерба ми била да оздрави и да има некои 2 собчики, да како секој што има, тако и ја да имам. Секој номаран човек да има. Вода се. Кризата и тешкиот живот ќе го натераат Роберто Митев да се пријави и да го стави своето срце на дланка. Роден и израснат во Светениколското село Павлешенци, а за себе ќе каже дека бил среќно дете. Можеби не се сеќава на нов мебел и зидови, но во минатото ќе рече тој, не течело додека врнало. Денес, вели Роберто, сликата е тажна, куќата е веќе распадната и веројатно ќе трае така додека не падне првиот посилен снег. Бројот доној што не е паднала. Озилот е напет со ја спецално. Може, ако падне некој снег погрем, може да не потрупа сите унатре. Тука си роден во Варна. Да, тука. Тука си израснат. Да, тука све сум, тука израснат све. Што паметиш од твоето детство? Па паметам. Беше ли среќно дете? Па беше тај, со мајка ми, со татка ми беше тај. По друго беше, по се живееше некако. Имаше некако живот, се нема виш. Со криза навишка на паднат. Колку деца имате? 3. На која возраст ви се децата? Па првото ми е на 35 години, девојчето ми на 30 и овој мали е на 22 години. Како ги раставте децата? Дали тогаш беа тешки условите кога беа мали? Сиромашки. Тогаш малку взимаше социјално и со тоа социјално ги препитаваше децата. Знаеш како е само, некој земеш убаво млеко ти го продаде, некој ти даде измешава со вода. Сакој. Го плаќаш како што иде онаа. Така сум живеел. Со колку месечно живеете? Имате ли било каков приход во месецот? Па тоа што приход, како приход? Нема приход сестра, тоа е. Немате ни еден денар приход од државата? Не, тоа што сум взимувал социјално, после ми татко ми како ми припиша земја и нема со што го обработуваш. После ми скинаа тоа социјално и така. Але друго беше, идеш така народ имаше, куде тебе ќе работи, куде njega, куде некој. Негде пари зема, некој ми изорете на садо грашче, бостан, муморуска, на сеју пченица, па си смелям брашно. Некако идеше така, ама сега овие 2-3 години навише западнама како ја им прекад ga доби. Порано, не ти викам, имаше рачун работа куде ногама, имаше и народ куде кога да работиш. И тутун сам садила, и сланутак, продаду сланутак, продаду тутун, купу на деца облекло, купу книги за школу. Сега нема. И така и врнеше и раѓаше се, за ќе ga виде 3 години не врне. Од што ќе се роди? Ја ga на кормиче ga бъснеш, па тоа колко го насадиш, тоа колко го извадиш од земја. Да не купуеш ни тоа. Ништо не бија без вода. Овде вода нема, највеќе не е битно и водата, што вода не јама. Во оваа куќа дојдовте како невеста, тука останувате? У таа горната невеста дојде, овде живееше свекар ми, свекрава ми. Кад починаа старите, отак ја се преселија овдека. А до тога и старите седеа овдека. Ја ги дочуваа, ама они се доаси ту и ја си седеше горе. А таа куќа сега? Да, падната е горе. Таа е падната. Падната е падна. Детето седи таму, тоа едното сопче, оно падна. Све падна, све тече. Све те помине. Ја знам дето како влаза, како искаче, викам не дај Боже, ќе се сруши. Ќе го поклопи. Да, на вас што беше малце, тој не е бил како што е.
Било е малце по-долу, но sad време по време, оно све си, времето си прави своето. Почна да се разпада. Оно тук от той тече, оттам тече. Осек дека почна да тече, нема живот. Со срад дрегнеш, со срад станеш. Дува ветер од тука. Нема, лошо е. Во трка по поубав живот Роберто еден ден носи одлука да замине во метрополата каде печалејќи за леп, за краток период ќе биде принуден заработените пари да ги вложи за да си го врати назад здравието. Што ти се случува? Па од берите дрова извадија ми, вода ми вадија. Па сега почна овден околу срцето нешто ме боли. Беше на доктор, беше кажа дека не ми е како што треба срцето, да деја ми некои апови пил. И таму треба да ги пил 3 месеца, па да идам на контора да видиш за срцето, зашто мо ми бие. А од што ти се случи тоа? Така си роден А, или ти се не. случи од некој стрес? Докторите ми вика дека од физичка работа некоја. Повредено на тие, како ги викаат, амарометно. И вика тоа е вика дека напон на работа. И си довел вода ви. А што работеше? Па околу стока нагоре нада. Работеше со стоката. Да. Што стока имавте? Па имавме тие 2 краи, тие 4 кози беа. И со нив вода на расно со кофа. Извадиш, напоеш ги 4 пати пиев. Ти мора да извадиш да ги напоеш. Бунарен е чесма. Лошо беше, криза, оно и саки е криза, и за вода, и за се е криза. Лани правеше операции, му вади една белица дрова и вода му вади. Па не знам, идеше на работа, појде да иде може да печали. С едно другарче ga викна у Скопје, ја не знам баш и ја да ти кажу, он може памти. И дојде се, јави ми се, мамо, ја ќе си дојде. Како? Не жалено, кажи ти дека неак ново идете што да ме пречекат. Зема ставку, да там донати да пречеках, доведога. Мамо, ја ич не можу. Депресивно, не можу, мамо. Ја се бях синко ќе биде. Доведога дека што да му работи. Температура горе. Дрма се вако, цела кревет га луѓе. Викнем тоа на ушиче. Однесомо га на лекар. Ударено инекции. Донесомо га дома да га качу тој на крај. Тоа ми се не чистиле. Однема га дека, едно викањето. Робче. Неко време се освести. Па брзи помој викна, однесомо гостини коле. Да му стави инфузија. Па на руки ми падна, па се не свести. Што сам пропретапела. Доста вика ми живало. Кога животот ви зависи од стоката, толку ќе се приврзете за неа, што и после неа ќе жалите и молите никогаш повеќе да не ви се случи таква несреќа. За жал, последните 2 години само несреќи се случуваат во домот Нова семејство, а покрај болестите на Роберто и мајка му која е слепа, можеби најголемата несреќа и удар врз семејството е смртта на 2 крави кои го носеле единствениот приход во касата на овие луѓе. Од кравите нешто валело нагоре, се гнева како не се деси со кравите, едната рано умре. Во едната ваа година нема. Останаа тие малите од него. И тоа е, нема. Веројатно би бил пресреќен кога Да. ви се дала шанса нови крави да чуват. Да, бил да шува. Да, како си иде со него, сакам и ја да имам, но нема толку, колку ти е писано, толку ќе имаш. Тоа се доказано од време. Иде, па и кравите ми умрува, па навече и по краите се првргна. Нешто со нешто кад живееш и тој те руки скиде, викам, куде е најтако, па и тој се све скина, викам, како па све нас несреќа нас најде. И те тако е, млекце носи, продавам и сирење си сиреше, кад млеко продаду, кад сирење продаду, презема се за куќа што ми треба, на дете даду, на унучиња пружу, по некој дилер, баба сам, а сак нема дека, нема ни за мене, не на унучиња. Правија се роѓендани, баба нема пари да ја даде. Мотура прави девојчето, пола мотура, сега е прва година у средно у Куманово учи. Пјерка ми е у Кокошиња даде, они се под Куманово. Си вика, првата ми можеш се вали 10 кила млеко и највеќе изнузам 10 кила млеко на 2 дена, 40 кила млеко.
носеше, Вучин Козик дојдеше Куманова. Јас нас сам не на првата уличка, на втората уличка, кога сте легли в село. И отидов, зама те, пуштат на 15 за на пари, пуштат, плацав си сметка, купу си джак брашно, купу на бабата лекови, за укуќа што ми треба, зејтин, брашенце си викам си купеш, сол, лекови купеш и на мали себе, па јоми, тоа да овака. Среќан ли се тука во селово со ваквиот селски живот? Па да, убаво е, само што немам шаре, с којката ке падне още некој дом. Каде спиеш ти? Па таму спи, у тоа шопчето. Да. Какво е тоа сопче? Па мало е, и тоа. Мало е. И таму тече, кога се ке загорене, тече од двете места тече, кај брат ми горе и тама и што. Таа не е одел паднал. И сега посна и вајнава каде се спада. Да падне некој по-голем снег, готово. Ке падне свекане за труп. Ке нема да се спасам. Оно кад ке легне да спиеш, може тој да се деси да падне. Куќата да не падне, да не ми ги подскупи. Горе све е паднато, доле тече, и овдека некнете там претече, на шпорета, таму претече исто, ке падне, тура дрва, подпирamo, зашто са тие календари? Да не штрчи тие дупки туда, не се гледав. Срам ме другорчиња доваѓав на деца. Пари се нема да го направим, сум направата не се живее. Само брат ми работи. И он дека поправо да ги даде. Дали за струја, дали за едене, дали за мајко ми за лекој, дали за мене. Ја пил 2-3 врсти на лекој пил. И нема се, криза е голема. Додека беа кравите, он го прате, или он го прате струјата, или ние го пратемо. Или ние го пратемо струјата, па он земе за едене. По-друго беше тоа. Ама сега како ти иде и двете крави, нема. Нема шо дека. Нема дека, ништо нема. Од нигдека нема приман. Како се бањата? А тука у корито. Згрееме вода. Тука на спората ти и тука. Сиот живот така? Па да. Од како од бебе, од бебе па до сега. Згрееме вода овдека овој сопче. Мајка ми и татко ми и брат ми изрезат. Едни па едни се избрајаме. И тоа е, нема. Нема дека. Купатело нема се пари да се направят. А тој се бањав, тој кад е убаво време, искочи тамо надвор, изведеме дело тамо на кодораат надоле, прошетам, он се измие. Кад ќе се измие, ајде мамо, дојате си, ја се измие. Он кад ќе ти на работа, па малат се измие, ами надвор искочим, а кад е многу студено, па кога на студ ќе се бањи. Од лани и мајката не е добра. Да. Тоа дополнителен терет во сите. Да, тоа е темото се. Тоа е за нигде. Она први пут доби инфаркт на Лазара, на Цветници што викам. Падна, однесо бе на лекар во Свети Николе, од тука упут за Скопје. Однесо ме, го оставив тамо, да си дојдов. Просто се седела тамо колку седе, после го испустија тамо, после по други пат па добил инфаркт. Ама со мала, некој се спаси. Па го носиме со детни во Свети Николе. Немаше динар. Се детни. И ќерка ми се тамо купуваа се што треба. За мама. Носи, донеси, навечер, на себе, све. Све он. Немавте денар да ја купите ништо? Ништо не сум купил, се. Скажи кога своја сестра. Све они трошкови става, носи сабале, носиме вечерна инфузии, све он. Па греме од унучиња пари, викам, наместо на деца да купувам, по мене ги дава. И они нигде не работе, од крави живее. Немам ниња земја, работим на кесе, миви. Куде понапред имам, дали мене да гледа, дали фамилијата да се гледа, се збораме равно. А главата ми брчи како бумбари да има њума, кад ќе се изнервира, еве овај страна, бучи ми. И отрусе од лекови, да доам изолин, да се бачкам. Укинаа ми га сега, немам осигуровка.
Немам пари да платам, одека, сакам ја да платам, а нема, мама не те верувам дека немаш. Татко ми sve прави. Он пере, треба он прави. Све он работи, ја лепка, ако месо се гниде кај njega месо, он гледа и ми кажуе, туј брашно има, туј има, ја ga за месо, он ми све кажуе, ја месо. Kad će Stasa poglедне ванга, чека ga да испуни ванга, не знае колко треба да Стас. Испуни ванга, да испуни небад ванга. Пренесе ми што ми треба размесо, Ставче ми пренесе, тој држи го, ќе ставу ga лепчето, он ga тури там за тендер да појде. И ga пече. Срце ми се кине сестка, ма што да чинам. Тој си викам женска работа, лепче, сон лепче, прање. А он викам што сак да ме пере, куде ga имам. Кад не може, кад не виду. Да е друга, ќе седно на столче, ќе си испер. Ама не виду, не видиш куде е трљаво, не виду куде да трљам, ништо. После од другата удар што го доби, го изгуби видот од невидење. За да станеш себе, да заметеш, водичка да занесеш, стучи да замиеш, доручок да ги направиш, да ги дадеш да доручкуве. Па да ги замиеш тие сучиња, па вечеричка нешто да направиш, па србало да запереш на квартал. Па што ќе готвиш? Те грашче некој да надеш. Куп, зелка, тој си, што друго ќе готвиш? Оришче некој да надеш, тој. Напред ми беше другаче. Она си биде, ја и вода донесу, она си вечеричка направи, запере си, тие такви работи, јас си бършкам други работи. А сега што, коде понапред, не може да искочу нигде. Најпрво сме да го ставу. Ќе искочи, ќе падне. Со себе ќе ми отвори поголема белја. Зошто не отидете на лекар за очите на мајка ти? Де се Па немamo пари да идемо. Знаеш каква идеја, да зетат пари да даде таму. И до. Ама во тој докторот то стив да вајгеше и ги вртеја, а ги назад го вртеја. Нека ја да го примам. И од тој немamo пари да го закажемо да иде. И кој нега мал се криза дојде сега. И он нема одека. И он има фемерија што се викат. Не може две фемерии да издржаваат. Со храна како е? Па со храна, кад како? Кад има менуемо, кад нема па едно исто се јаде. Што е поевтино, тој се купува ориз, граф, макарони, тие такви работи, што е поевтино тоа. Веќе сте во години тие брати. Да. Сигурно размислувате, сакате и да се жените на условите нема. Та условите се за негде и таа што ќе дојде, кад ќе види какво е, оно ќе мисли дека е убаво све тие работа, ако е село. Оно ќе мисли дека е убаво, ама кад ќе види каква зидина е, и тоа ќе мисли дека е косалник некој кад. Ќе има одма да се отиде. Нема и да улезе, одма ќе се врати. Човек со жилби можеби веќе е на половина пат во остварување на истите. И покрај повраток на здравието, можеби и најголемата желба на Роберто и неговите родители е две соби во кои ќе продолжи нивниот одамна застанат во место живот. Кога би имал некоја сума на пари, во што би ги вложил првично? Па ќе го уложи кој да направи, ако стане, на бром на две краи, ако не поиска бром на две краи, ќе сум купил. Да може да добие до мојки, да има мојк да работи. Да имаш некаков приход. Да, некој приход да има, да може да си пека и пари таму. Да се живее од нешто. За работа не сум пошел на државно дело, не сум пошел. Ама кој дома да имам, ќе си работа, никој не те мава, ни ти што е шеф на глава, ни ништо. Дома колку можеш, толку ќе си работиш. Ке поработиш, ке застанеш, никој не те мава, знаеш дека си е твоја. Мора тај работа што го имаш, мора да си го завршиш, друг никој нема да ти го заврши. Ако има некој, ако сака некој да ова народ, ако сака да брам две соби да направи, да има како сите што имав. Да не се срамо од другари, од твојот. Да еден само да веќе по-сешто. А од други, ако сака некој да дојде, и лъжу ги, не сум дома нешто, тие такви работи кажу. Кад ќе дојде, кад ќе види што живее, кога не ве све се даде убаво, кога мене како кориба да е. Од пиратери имам само двајца.
До тие 20 дена не у Македонија, не у Германија. Кога би ви се вратил видот, би била најсрекна. Најсретнија ми се чини ќе било, ми се чини Бога ќе го баци, да го докажу. Се само виделото да ми се врати и детето да ми се оправи, друго ништо неќу. Децата да ги виду дека се очисто. А за мене и тук ќе си сел. Не мора за мене више да има. За децата ми може. На место сак све крва да бија, ама научи да чува. Меракме да имам све, како мои другачки што свика, што има в куќе унесено, зетовци, кјерки што идваја снаи. И ја сакам снашка да имам, ја сакам внучиња да имам. Ама самата вика да се жени, сега како па на куќето, што да го доведа? Ќе се отиде, ќе погледна у што живее. Како ми загине. Не знакам да помислам. Навише куќата ме ја најде друго, како и да не. Кад немаш пари и куќа, многу е тешко. Да има која да влезеш во тие работи. Нема да се боеш дека ќе падне тие такви работи. Нема да се боеш кога ќе забране дека треба да стануваш, дека ќе треба да ставаш тенџери, нешто да ставиш да не те поправи. Кога ќе паднеш, нема да се секираш дека кога ќе го настиснеш него згоре, нема да се секираш дека ќе падне. Ќе бил много среќен тогаш. Па да ти кажам како е Господ, никој не е. Ако речено од Господа нешто, ако има нешто, ќе има, ако нешто да каже. Многу пати низ животот ќе изгубиме нешто што ни е многу драго. Ќе останеме со празни раци иако сме дале се од себе. Но знаеме дека не сме да се откажеме и мора да продолжиме да живееме. И колку и да боли и да е тешко, сето тоа еден ден ќе помине. А ние, поради различни причини, повторно ќе го засакаме животот.